Добро вечер во емисијата 360 степени на првиот телевизиски канал на јавниот сервис. Предлозите од премиерот за разрешување избор на нови членови на владата стигнаа во собранието, а пленарната седница е закажана за идниот понеделник. Тоа значи дека следната недела ќе добиеме меѓу другото и нов министер за здравство. Трето кадровско решение на оваа позиција во владата на Христијан Мицкоски. По Арбен Таравари и Азир Алију за шеф на ресорот здравство е предложен Сашо Клековски, кадар на ВМРО ДПМН кој досега беше директор на Фондот за здравствено осигурување. Клековски е гостин во ова издание на 360 степени. Добре дојдовте и благодарам што ја прифативте поканата. Добро дојдовте. Не знам колку мина знаат дека вие всушност имате дипломирано на медицинскиот факултет при УКИМ, практично сте доктор по медицина, но имате работено некогаш како доктор? Не, значи во основа ја дипломирав во најлошите денови за македонското здравство, тоа беа во деновите на независноста и на распадот на Македонија и тогаш донесов одлука да не работам како доктор, иако дипломирав, можам да кажам, со 9,7 просек. А зошто? И се одлучив да имам друг тип на општествен ангажман. Обично тие што студираат медицина, тоа не се лесни студии. Тука и треба и пасија, и предодреденост. Меѓутоа, зошто студиравте медицина, а не сте доктор? Во основа, значи, моето завршување на студии беше во исклучително лоши услови, кои имавме класичен распад на здравствениот систем, кога физиолошки раствор се купуваше во аптека и се носеше во болница, и во такви услови не гледав како можам да помогнам, се речев да отидам во друга општествена насока. Во истиот период, заедно со други сооснивачи, го основавме Македонскиот центар за меѓународна соработка во 1993 година. Тоа е вашето прво вработување? Да. Инаку, ако се види вашата биографија, вие во студентските денови сте имале ангажмани од, да кажам, лидерско-менаџерски профил, сте биле председател на Сојуз на студенти по медицина на Македонија и бев горд што тогаш се одржа и првото генерално собрање на Светската федерација на студентите по медицина. А во деновите на независноста бев председател на Сојузот на студенти на Универзитетот Кирил и Методи, тогаш за прв пат избран со непосредно гласање на студентите. Во однос на вашето кандидирање за министер за здравство, има ли друг министер од редовите на ВМРО ДПМН со помал партиски стаж од вас? Вие станавте член на извршниот комитет во 2022 година, негде на почетокот на 2022 година, значи 4,5 години. Предпоставам дека тогаш и се зачленивте во партијата или од претходно бевте член? Сум од претходно, меѓутоа активен од тие денови кога станав член на извршниот комитет. Да ви помогнам, Сања Божиновска веројатно има помал стаж од вас. Од партиски стаж. Искрено не бројам кој колкав партиски стаж има. Тоа како го доживувате, како предност или како хендикеп? Има и позитивни и негативни страни. Ќе го кажам тоа низ друг пример, тоа што сум доктор по медицина, а не сум работел во здравство, предноста е што разбирам што ми говорат здравствените работници, бидејќи го разбирам јазикот што го говорат. Од друга страна, тоа што не сум работел во здравство не ме направило член на ниедна група на интереси. Не сум со посебни интереси во хирургија, во Скопје, во Битола, во одредени фармацевски кругови, туку сум прилично надвор од таквите интереси. И во основа тоа ми помага да имам поголема објективност во моите проценки, нели колку подолго сте во одредена контекст, социјален, секаков расте вашата субјективност. А во однос на партиската база? Секако имав години на активност, што ми помогна да го разберам партискиот механизам. Бев координатор за аеродром Карпош, меѓутоа и за седини како Брвеница и Крушево, што ви дава можност да ги видите разликите и очекувањата. Иако морам да кажам, јас за познавањето на Македонија го направив низ МЦМС
имам поминато преку 200 села низ Македонија, така да релативно добро ја знам земјата. Зошто не сте сега член на извршниот комитет? Во основа станав председател на Комисијата за здравство и спрема партиските регулативи и политики, председателите на комисиите за било која комисија не се членови на извршниот. Значи тоа што не сте член на извршниот не е уназадување на вашиот партиски статус. Како гледате, значи во моментот кога престанав да бидам член на извршниот комитет, бев избран за председател на Комисијата за здравство. Сакам да ве прашам за вашите мотиви сега да се преселите од директорското место во Фондот за здравствено осигурување на позицијата министер за здравство во смисла на реалната моќ. Ако се видат буџетите, фондот има некаде буџет сега по ребалансот кој што ќе надмине околу 900 милиони евра на годишно ниво зборувам, а Министерството за здравство има буџет од околу 130 милиони евра. Зошто од коњ на магаре во смисла на моќи на управување со пари? Тоа е така, како гледате, моќите исклучува низ призма на парите. Во основа, работата во здравство бара една синергија на политиката и на финансиите, бара една синергија на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување. Во основа, оно што го работев овие 2 години во фондот, ги црпим можностите што можам да направам на промена, позитивна промена, во рамките на Фондот за здравствено осигурување. Мислите дека ова е максимумот што го постигнавте? Да, затоа што за следните работи се неопходни промени во политичката сфера. Мислите прецена за фаќањето од буџетот? Не, мислам промена на закони, промена на правилници, промена на регулатива која ќе оди во насока на натамошни подобрување во здравството. Тоа е едната ситуација, иако мора да постои синергија. Ако сакаме вистински резултати во здравство, мора да постои синергија меѓу Министерството и фондот. Ја имаше до сега? Во основа да. Меѓутоа не сите имаме исто разбирање на приоритетите. И мислам дека ова одлука на премиерот да после извесен период одговорноста за двете клучни позиции во здравството, е министерската позиција и директор на Фонд на здравство да бидат од водачката партија во оваа влада, од ВМРО-ДПМН, е многу важна, бидејќи во основа имате едно растурање на функциите. Имате министер од една партија, заменик од втора партија, директор на Малмет од трета партија, државен секретар од четврта партија, директор на фонд од пета партија, која не секогаш дава една усогласена слика. Нормално, ние сме дел од истата влада и се координираме, меѓутоа секако има и лична перспектива на работите. Слушнав една работа, не е ова мое што сега ќе ви го кажам, а тоа е следното. Во здравствени кругови велат ВМРО-ДПМН намириса сега пари во здравство, следува голем инвестициски циклус, одлуките за задолжување за клиничките болници во Штип, во Тетово и за општата болница во Кичево, мислам дека добро напредуваат. Станува збор за инвестициски циклус кој ќе биде меѓу 200 и 300 милиони евра и затоа сега сака да ги менаџира големите пари во здравство и посака да го води ресорот. Големите пари во здравство, вие кажавте, се во Фондот за здравствено осигурување. Добро, и 200 и 300 милиони не се за фрлање. 900 милиони секако се повеќе од 200-300 милиони. Ја не гледам таква одлука, бидејќи секако преговорите со Велика Британија и со странските кредитори ги водеа до сега други ресори. Знаете дека е активно вклучено Министерството за транспорт и секако политиките се одлучуваат на ниво на влада. Мислам дека е јасна определбата на премиерот и на ВМРО-ДПМН да ја преземе одговорноста, целосната одговорност во здравство. Со двата клучни ресора во здравството е министерската позиција и директорската позиција во фондот и да се обврзи на испорака целосна на тоа што е ветено.
ги спомнавме клиничките болници во Штип и во Тетово. Во Штип инвестицијата предвидува и изградба на нов медицински факултет за тамошниот државен универзитет заедно со студентски дом. Општата болница во Кичево веќе дел, таа е веќе легендарен проект, никако да се изгради. Сега тие треба да се градат со позајмица, со кредит. И тоа што го слушавме доскоро беше дека ќе се градат со кредит, со гаранција од Велика Британија. Но деновиве премиерот даде една друга изјава во која што рече можеби во здравството ќе излеземе од рамката на гаранциите што ги имаме со британската влада и ќе одиме директно со заемодавателите. Дали сте во тек за што зборува премиерот? Во основа интерес покажуваат повеќе кредитодаватели, вклучува Светската банка. И во основа владата ќе се одлучи за најповолниот понудувач. Битен елемент е цената на капиталот. И мислам дека одлуката за кој финансиски извор ќе се користи исклучиво ќе биде поврзана со цената на капиталот, односно тој што ќе понуди најниска камата. Значи сега преведено ова со Велика Британија сепак и не е историски најповолното што можело да се обезбеди. Видите, ако ова сега следува. Морам да кажам, значи тоа го имам искуство во оно што го работам во фондот, доколку нема конкуренција, не може да споредувате. Кога ќе се јави конкуренција, секоја следната понуда е пониска, пошто нема никој да се јави со повисока понуда. Значи, во дадениот момент британскиот кредит сум сигурен дека е најповолната опција. Откако тој се појави како опција, други меѓународни институции како ЕБРД, Светска банка, тоа што треба да го понудат е пониско од тоа што го имаме, бидејќи нема логика да разговараме ние за повисоки понуди. Во буџетот за оваа година има символични ставки за овие проекти. Што значи тоа? Дали оваа година нема ништо да мрда на тој план и дека од следната година ќе почнат да се реализираат? Видите, сите сериозни кредитори ќе поминат низ неколку фази. Ќе мора да има повторена физибилити студија, бидејќи тие објекти се започнати многу одамна и состојбите се променети. После физибилити паралелно ќе се разговара за проектирањето таму каде што нема проекти и за условите, така да ќе престои доста обемна работа. Имате некаква оквирна рамка кога тоа би можело да се операционира, реално да видиме работа на терен? И јас ќе направам се да тоа биде во мојот мандат. Добро. Ако е редовен, тоа е во следните 2 години, значи. Зошто за оваа влада, господине Клековски, не е приоритет изградба на нов клинички центар во Скопје, ако актуелниот функционира во субстандардни услови? Зборувам сега тоа што како пациенти го гледаме надвор, главно во кругот на центарот, по скали, во ходници, можеби салите и одделенијата и се стандардни, меѓутоа се друго е субстандардно. Во основа таквата слика е одрез на нерешање на проблемите ложени повеќе од 20 години и е отсуство на грижа за заедничкиот простор. Зборам сега за ситуацијата во клиничкиот центар Мајка Тереза. Еден од фокусите таму, краткорочни фокуси, ќе биде реструктурирање на заеднички служби. Тоа е јавната установа која се грижи за заедничките простори, за заедничките услуги на 30 клиники кои ги имаме таму. Ние за било каков простор, било каква реорганизација, дислокација на националната клиничка установа не можеме да збориме ако не постои здрава заедничка служба која ќе обезбеди информатичка, техничка и секаква друга поддршка на здравствениот дел. Значи, тој процес мораме да го направиме многу брзо сега, бидејќи секое натамошно планирање ќе биде неуспешно
доколку заеднички служби не функционираат соодветно. Само да подсетам, ќе се вратиме, да. но само да подсетам кога сме околу интеграцијата. Вие во изборната програма ветувавте целосна интеграција на клиниките во еден единствен клинички центар. Тоа сега не го гледаме, а и еве вие зборувате за еден сегмент да биде обединет, а не сите Видите, клиники. ние да ги обединиме во еден центар, тоа е политиката, и да им ги оставиме заеднички служби кои во моментот имаат долг акумулиран овие 20 години од 35 милиони евра, ќе му врзиме камен за нога на тој клинички центар и ќе го фрлиме во езера. Односно ќе го удавиме. Значи, ние мораме да ги направиме претходните постапки. Останува оваа заложба за еден единствен клинички центар? Почнавме, мислам дека во дискусиите доминира ставот за постепена интеграција на содните дејности и прво чекор се направи со интеграцијата на клиниката за кардиологија и клиниката за државната клиника за кардиохирургија во еден национален центар за срце. Ние ќе ги дискутираме следните фази, каде што исто така ќе има интеграција на сродни гранки за чекор по чекор го направиме тоа окрупнување. Крајната цел е да има еден функционален, ефективен клинички центар, национален клинички центар со соодветни заеднички функции. Кога премиерот спомна изградба на нов клинички центар кај салата Борис Трајковски спроти градската општа болница 8 септември, вие некако дадовте изјава која што направи дистанца мала од таа негова најава. Сега, прво, што значи тоа дека дури во врвот на владата, сега зборувам во областа здравство, немате единствен стан за ова прашање околу клиничкиот центар? Не. Ставот е единствен. Вториот дел од мојот одговор е дека прв приоритет е изградба на клиничките болници во Штип и во Тетово и регионализацијата која заговараме. Пред неколку дена го отворивме новото крило во општата болница во Струмица. Конечно е отворен. Чекајте сега, по кој пат тоа се отвараше? Верувате во Струмица? дека... Да. Таму, јас колку што знам, прво неколку амбуланти со години функционираат во новиот... Во новото крило ништо нема функционира. Ово можам да се обложам. Добро, а инаку и вие најавивте дека ќе профункционира од септември. Сега кога бевте? Сега кога бевте, рековте од септември ќе профункционира. Гинеколошкиот дел веќе функционира. Ургентната медицина се опремува во моментот и таа ќе функционира. Меѓутоа, направен е технички прием на целиот простор. Ние 30 години немавме горе-доле на завршена болница, немавме технички прием за декабел и лифт. Тоа е завршено, гинекологија функционира. Продолжете основната теза. И ургентната медицина. Објавен е тендерот за завршување на Свети Размо, исто проект кој е статус кво од 2017. Значи, ние мораме да вложиме прво во регионализацијата, за да обезбедиме лекување најблиску до местото на живење. Сигурни ли сте дека тоа може да функционира и ќе функционира? Вие спомнувате, еве, во еден ваш јавен настав зборувавте за тоа дека, да речеме, напад на слепо црево во Гостивар, редот на нештата вели треба да се оди во клиничката болница во Тетово, а не прво во општата болница во Гостивар. Во Гостивар, па потоа во Тетово, па на крај евентуално во Скопје, дека тоа во принцип не функционира и дека ќе се качат во кола и ќе си дојдат во Скопје. Да, мислам дека еден од работите што мора да се разработи е патеката на движење на пациентите, значи ќе станат промашени инвестиции во клинички регионални болници доколку не се следи јасно патеката. Меѓутоа тоа не значи само згради, значи и други инвестирања во тие болници. Еве, банално, ова година прв пат ќе се децентрализира давањето на скапа биолошка терапија од клиниката за неврологија за мултипла склероза во Охрид, Штип и во 8 септември. Значи, ние мораме да работиме на тие болници, не само да им дадеме згради, туку да им даваме содржина. Мора да има деконцентрација на МОК-от Скопје. И на крај мора да има и доверба кај пациентите дека кога ќе одат во таа болница ќе добијат квалитетна услуга. Апсолутно, треба да работиме на тоа сите заедно.
после тие почетни инвестиции ние можеме да го видиме демографија, движење на пациенти, за да го видиме што всушност ни треба во Скопје. Во некои проекции градската општа болница треба да стане клиничка болница. Може тоа да стане и новиот клинички центар. Меѓутоа, тоа е прашање на физибилити и на разговор. Значи, нас ни треба разрешување на терцијното здравство низ ново вложување, меѓутоа, каде, кога и со кој капацитет е прашање на дискусија на физибилитета. Колку оваа состојба сега работи во интерес на приватното здравство, на големите приватни болници? Бидејќи луѓето не сакаат да се чувствуваат нечовечки кога ќе отидат. Во клиничкиот центар навистина се субстандардни условите. Ако треба по редовен пат да ги изодите сите чекори, навистина е тоа едно мачење. Значи, веќе направивме одредени подобрувања. Појдите на клиниката за гинекологија и акушерство во... Изгледа модерно. Значи е модернизирано. Значи ние со релативно мали инвестиции зафати можеме да го средиме делот кој што се согласувам дека недостасува. Најмногу се листите на чекање и просторот за чекање. Мислам дека концептот за закажување е во колапс и дека треба да го разгледаме уште еднаш како ќе го организираме тој процес и да обезбедиме човечки услови за луѓето кои одат таму. Кога сме кај овие генерални параметри, ако се видат бројките, државава издвојува околу 5,5 до 5,8 од 100 од бруто домашниот производ за здравството или од годишниот државен буџет меѓу 13 и 15 од 100. Во регионални рамки ние сме пред Албанија и Косово. Сите други се пред нас. Босна. Зошто? Во основа параметрите кои ги кажате одговараат на земја на нашиот општ развој. Значи ние сме пред Албанија, Косово и пред Босна во повеќето други параметри. Тоа е реалната состојба. Значи во основа за фаќањето од БДП и од јавната потрошувачка, од јавните финансии се тие во моментот. Не се далеко од просекот на Европска унија или од тоа што се посакува 10% од БДП да се издвоја. Меѓутоа во овој момент тие се зададените параметри и мојот фокус како директор на Фондот за здравство, претпоставам како министар, е кон рационализација на употребата. Значи, јас повеќе пати имам кажано дека во сегашната трошење на овие средства што ги спомнавте, има многу загуба. Значи има некаде околу 1 милијарда, ако ги пресметаме парите од фондот, 910 милиони евра, 130 за Министерството за здравство, милијарда и 40 милиони евра е тоталниот буџет за оваа тековнава година. Тој расте, нели, како расте БДП-то, како расте буџетот. И вие сметате дека во тие пари има многу нерационално користење. Да, има многу загуба и во... Каде главно се одлеваат нерационално парите? Па видите, имате многу болници кои имат многу мал број на услуги. А ги земаат платите? Да, значи, точно е дека услугите, цените не се зголемени повеќе од деценија и ние работиме на тоа, бидејќи во основа фондот треба да биде купувач на услуги. Ние секоја година добиваме предок од установите колку услуги, здравствени услуги ќе испорачаат и во основа на тоа се буџетираат. Меѓутоа, малку од установите, например интернистичките клиники или центрите за јавно здравје, постигнуваат над 80% за вршени услуги во однос на буџетираното. Ние имаме општи болници со 35%. Да преведеме за публиката, тие ги добиваат парите како да работат 100%, а практично завршуваат 35%. Да. Да. Тоа е со одлука на владата за неодржливи здравствени установи кои продолжуваат да се финансираат од страна на фондот, иако не испорачуваат
тоа што треба. И како се решава тоа? Се решава со вработување на нови здравствени работници таму што недостасува, бавење на опремата и правење на патеки на движење и притисок врз извршување на работите. Значи, ние на средни кон долги стази мора фондот да биде купувач на услуги, мора да добива услуги за средствата што ги инвестира. Кога ова го спомнувате, не сум ни прв, веројатно ни последен што ќе го постави прашањето, може ли фондот за здравство да биде купувач на услуги на генерално ниво, да ги купува услугите не само во јавните здравствени установи и делумно во приватните, сега нели дел од услугите се купуваат од приватните, туку генерално како осигуреник да можете да решите каде ќе се лечите, а тоа да го покрие фондот? Не може така, тоа не постои во ние на земја со нашиот модел. Со ваков солидарен со Бизмарков модел на конституирање на фонд. Во основа затоа има дополнително осигурување за кои треба да ги покрие другите опции кои фондот не ги покрива. Фондот за здравствено осигурување купува генерални услуги од јавното здравство и во 4 сектори каде што нема услуги од јавното здравство или се тие дефицитарни. Например, бањското лекување, рехабилитацијата во бањи исклучиво од приватни здравствени установи, бидејќи нема соодветни јавни. Офталмолошки нешто. Офталмолошки затоа што посакувањето обем на операции на катаракта не може јавното здравство да го испорача. Кардиохирургија која започна како приватна со Филип II и диализите кои со концесија се предадоа од јавното здравство на 2 приватни провајдери. Да се вратиме сега околу вашата идна улога. Дали мислите дека министерот за здравство, бидејќи зборувавте дека како директор на фондот сметате дека до тука било вашето и дека сега натаму зависи од политичката волја и спремноста да се менуваат одредени работи. Дали како иден шеф на ресорот здравство мислите дека можете да промените некои работи во систем кој што е релативно предодреден? Точно е дека системот се движи по инерција. Меѓутоа во владата имаме стратешко планирање, имаме програма на владата и известуваме за исполнувањето на програмата. Јас планирам комплетно да се посветам на исполнување на тоа што е ветено со владината програма и создавање на јавен притисок. Оно што ми помага покрај тоа што сум доктор, цел живот работа менаџер, што имам претходна историја во граѓанското општество со внесување на аспекти од човекови права, заштита на правата и владење на право и антикорупција. Тие се аспекти кои мислам дека некош недостасуваат во јавната администрација. Многу често има еден дефанзивен став во јавната администрација дека таа е тука да ги заштити државните интереси, односно да го заштити буџетот, а не во функција на граѓаните. А не во функција на давање на услуги на граѓаните и на бизнисот. Мора да постои баланс помеѓу тие две функции, давањето услуги. Значи, ние пред се мораме да најдеме начин како да го обезбедиме пристапот кон услугата, а второстепено е да обезбедиме контролата на тие услуги, а не да вршиме само контрола без да гледаме каде се извршуваат овие работи. Мислам дека со тој свеж поглед кон работите можам да помогнам да се поместат работи. Спомнавте дека ќе сакате, ќе инсистирате, ќе туркате да се исполни ветеното. Има една група невладини организации кои што вршат мониторинг на исполнувањето на дадените предизборни ветувања на владата. Неодамна излегува со еден пресек на 2 годишнината. Во областа здравство следат 31 ветување и статистиката не е многу позитивна за владата. Исполнети се 4, во фаза на исполнување се 5, а 22 ги водат како неисполнети, што е висок процент од 70%.
При тоа интересно е, разговарав со групата невладини, велат од аспект на одговорност, овој трансфер од фонд во Министерство за Клековски е добар. Зошто? Затоа што овие 4 и 5 во фаза на реализација главно се врзани со фондот за здравствено осигурување. Ова е поинаква статистика од мојата статистика во смисла во владината програма што ја се следам има над 60 Добро, велам, тие некои 31 индикатор следат, да. Проекти и во основа можам да ги кажам кои се главните постигнувања. Прво ја зголемивме историски капитацијата на матичните доктори. Второ, обезбедивме зголемување на платите во здравство заради достоинствено третирање на здравствените работници, номинално за 20%, реално за 13%. За средномедицинскиот персонал. Не, за севкупниот кадар, каде што во првите две зголемувања беше фокусот на средномедицинскиот кадар. Да кажам дека имаме 5 трансфери од приватна здравствена установа во 8 септември. На среден персонал и на доктори? 2 доктори, 3 седен персонал, сестри и инструментарки. И имаме такви процеси на други места. Прв пат после повеќе години го зголемивме број на здравствени работници со исполнување на ветувањето за вработување на 300 специализанти за вработување на долгогодишните договорци. Значи, ние години наназад, да не кажам деценија, имаме пат на број на вработени. На крајот на 24-та тој изнесуваше 18.000, сега на крајот на 25 изнесуваше 18.900. Што е важно, нели, за капацитетот на јавното здравство. Во основа направивме многу во 8 септември на инфраструктурната страна, да кажам. Проработеа ли тие сали? Да, се направи микробиолошко тестирање, потврдено е и ќе бидат ставени во употреба. Збориме за најсовремени сали кои ќе решат не само пациентите пријатно да се осеќаат, туку едно клучно прашање нивото на интерхоспитални инфекции. Значи, ова се сали кои обезбедуваат максимални услови за стерилност на салите. Конечно го пуштивме новото крило во Струмица, реновирана е ГАК, Свети Размо ќе влезе во завршна фаза. Ја проширивме позитивната листа за 11 лекови, на 2 милиони евра се издвоени за проширувањата. Премиерот денеска објави ново проширање на позитивната листа. Морам да кажам дека 10 години позитивната листа претходно не беше. Може ли тука да ве прашам нешто? Проширена. Сега мислам дека на годишно ниво се издвојуваат околу 60 милиони евра за лекови на позитивната листа. Но се уште еден огромен дел од граѓаните лековите ги плаќаат од џеп. И тоа е некаде околу 2/3 сооднос, 2/3 со 1/3. Беше 65 во 2022. Значи, една од работите за кои сум најгорд за изминатите 2 години во Фондот за здравствено осигурување, кој беше главен приоритет на фондот и мене како директор, беше пристапот кон лекови. Во основа за се има параметри и еден од параметрите кој е најлош за Македонија е плаќање од џеп за лекови, кој, мислам, во 20 изнесувал 65%. Ако биле 50 милиони од буџет, значи 100 се давале од џеп. Давањето од буџетот се поголеми, ќе дојдам до тоа. Не е само позитивната листа. Мислите на болничките лекови? Да, не е само позитивната листа. Значи, во основа издвоивме од 50 на 60 милиони се зголеми позитивната листа и допрева ќе се зголемува позитивната листа за да се неутрализира овој катастрофален ефект по џепот на граѓаните што го наследивме и кој е историски. Сам повеќе влади придонале кон тоа. Меѓутоа, не е само позитивната листа. Ние имаме 3 сегменти на пристап на лекови. Една е позитивната листа,
тоа се лековите на рецепт во аптека, второто е болничките лекови, третата компонента се посебно скапите лекови. Морам да кажам дека во 25-та во однос на 20-та имаме зголемување на 33% на општо ниво за лекови и имаме рекордно зголемување за усовни буџети или посебно скапите лекови од 80% во овој период 20-25. Тоа се за ретки болести? Ќе кажам, значи од 2,4 на 4,4 милиарди денари. Тоа опфаќа онкологија, хематологија, педиатрија, цистична фиброза, трикафта, опфаќа неврологија, со мултипла склероза, опфаќа автоимунни болести на кожно, на реума, на гастро. И не е само што се зголемени средствата, туку постигнавме на неврологија да нема листа на чекање за модерна биолошка терапија за пациентите со мултипла склероза во првата фаза и сега ја децентрализираме терапијата, не ќе мора веќе да доаѓаат во клиниката, ќе може да ја подигаат во првата фаза во Охрид и во Штип, тие што гравитираат кон болниците во Охрид и во Штип. Има уште? Деновиве ќе објавиме историски чеко за пациентите со цистична фиброза, за пристапноста кон трикафта. Дојдовме до заборавени групи, како што се тешките случаи на псориаза во клиниката за дерматовенерологија. И значајно го зголемивме финансирањето на најкритичната точка во видео, тоа е онкологија. Сега да ве прашам нешто. Добро, ова се работите кои што сте ги постигнале. Што се потврлањата? Ги видов финансиските биланси на клиниките. Долговите се изразени и во десетици милиони. Зошто е тоа така? Вие самиот спомнавте за заедничките служби на клиниките, 35 милиони евра долг има. Колку им се, да речеме, во колкав период плаќа клиника кон добавувач? Во основа долговите во јавното здравство постојат. Најголеми се во заеднички служби кои не е здравствена установа, туку е јавна установа и сме посветени на менеджирање. Тоа се должи на повеќе фактори, внатрешни и надворешни, субјективни и објективни, и барат и не само краткорочни мерки, и среднорочни мерки. Ние во 24-та, кога имаш услови во буџетот, направивме новонредно разложување со јавното здравство и нашата цел е да постигнеме редовно плаќање. Ние сме во фондот во редовно плаќање кон матичните лекари, кон аптеките, кон повеќе групи на добавувачи. Тоа е на 30 или на 90 дена? На колку им плаќате? Меѓу 60 и 90 дена. Да, имаме ритм на плаќање кој обврски во кој дел од месецот, бидејќи ние се финансираме од придонеси генерално, така да со реализацијата на придонесите прво се исплаќаат матичните лекари и специјалистите, потоа платите во јавно здравство. Но реалноста е дека долгови има и дека... Да, меѓутоа се менаџираат да не наштетат на функциите. Најголем должник е клиниката за онкологија и тоа е наследен долг. Мислам дека е околу 1 милиарда денари. Меѓутоа, кога ќе земете дека буџетот на онкологија сега е 5 милиарди, не зборам за нешто што не може да се управува. Значи, 1 милиарда долг звучи многу, меѓутоа севкупниот буџет на клиниката е 5 милиарди. И како таков тој е 20% од буџетот на клиниката. Имаме многу малку каде што се презадолжени, каде што долгот изнесува над 100% од буџетите. Меѓутоа морам да кажам во скоро сите критични, како Охрид, Прилеп,
Куманово имаме намалување на долговите. Сите министри за здравство, барем овие последниве, некако почнуваа со паркингот на клинички. Во теклисте таму што се случува. Последно беше најавено дека го презеде јавното предпријатие градски паркинг и дека треба да се градат 2 катни гаражи. На терен не знам дали нешто се случува во овој момент. Како ќе се решава тоа прашање? Видите, во основа... Али најавуваше смарт паркинзи. Во основа, тој проблем кој го видов и во мојата посета и во клиничката болница во Загреб и во клиничката болница во Бања Лука. Заради севкупниот начин на живење, меѓутоа битно влијае на перцепциите на граѓаните, како што рековте, на влезот и на изгледот на клиничкиот центар во Скопје, и ние нема да имаме толку ефекти и нови методи воведување и реконструкција на сали доколку не направиме нешто и на другите страни на комфорт, условно, ако можам да кажам, и пристапот кон клиничкиот центар, и секако е прашање кое мора да биде третирано заедно со чекалните и другите неопходни услуги. Растовари нешто? Имате увид во тоа паркингот во Diamond Mall? Не би можел да кажам. Не знаете. Добро. Знаете што ќе продолжите од проектите на министерот Алију? Тој некако како да беше фокусиран на дигитализацијата. Да речеме, ајде за една конкретна работа да ве прашам. Што мислите вие за тоа е сега во фаза на пилотирање за регистрација на работното време на вработените на клиниките и не само таму, тој сака на сите јавноздравствени установи, тоа беше намерата, со фингерпринт, со отисок од прст. Значи, прво нема проекти на министерот Азија, на министерот Лековски. Има проекти на владата. Значи, и министерот Алију и јас одговараме нистата влада. Може би во јавната комуникација сме ставале акцент на различни работи, меѓутоа прашањето е на исполнување на тие над 60 проекти што владата ги има зацртано, и тие секако се прашање што мора да се реализираат. Дигитализацијата на здравството е единствен начин да промениме нешто во продуктивноста на здравството, и таму се доцни. Се доцнеше делно затоа што има проект за поддршка од страна на Европска Унија и целата ситуација и со националната стратегија и со други системи, интероперабилноста на Министерството за здравство и на Фондот за здравствено беа водоснија се клучни за продуктивноста во здравство, и тие секако ќе продолжат понатаму. Управување со човечките ресурси, со севкупно управување на ресурсите во здравство, вклучувајќи лекови и медицински материјали, исто така критична точка е и забелешка од Државниот завод за ревизија, и е еден од приоритетите во дигитализацијата на процесите, така да ова регистрација на законско време е законско обврска, значи не е дали е приоритет на... Имаше забелешка дека со отисок од прст треба да се прави тоа? Секако мора да бидат... Бидејќи картичките веројатно се злоупотребуваат. Може и друг во ваше име. И отисоците може да се злоупотребуваат. Веројатно може. Видите, значи нема систем што ако некој има намера да го злоупотреби, не може да биде злоупотребен. Вие ќе инсистирате ли тоа да стане систем на сите, во сите јавноздравствени установи? Доколку, значи, регулативата бара регистрација на работното време. Доколку постои кршење на заштита на лични податоци, треба да се види. Значи, во моментот не можам точно да коментирам, бидејќи колку што имам разбрано, главната забелешка на здравствените работници е заштита на лични податоци, бидејќи во тој случај сите здравствени установи ќе треба да имаат правилник за заштита на лични податоци. Ќе почекаме да станете министер, па ќе видиме како ќе се поставите кон ова. Меѓутоа, контрола на употреба на ресурсите во здравството е неминовно. Во Министерството за здравство во тек е јавна набавка за купување на 100 нови амбулантни возила за потребите на итната медицинска помош. Веќе е избран најповолен понудувач, тендерот е
проценет на околу 7,5 милиони евра, но тој процес го следеа одредени контроверзии пред се поради наводите за тоа дека беа поставени услови кои што ја ограничија конкуренцијата и на крај на вистина се пријавија само две компании, од кои едната беше електромеханичарски дуќан. Како ќе се поставите кон овој случај? Искрено, Тоа е во подмината фаза, реално. Не сум информиран, не бил во мојот делокруг на интереси. Но веројатно ќе дојде вас на маса за подпис. Доколку е помината законската процедура, вклучувајќи жалбен течат процес, жалбите пред второстепената комисија, да. Мислам дека неминовно ќе го подпишам договорот. Не сакам да го изоставиме случајот со непотребните операции на срце и непотребните упатување на операции на срце. И вие јавно се произнесувавте во еден сегмент во кој што имате надлежност. Што е вашето чувство? Има ли притисок овој случај да се забошоти, господине Клековски? Во мене не. Јас неколку пати јавно повикував да се пријават сите кои сметат дека се оштетени, сите осигуреници кои се пријавија во фондот беа доставени во работната група. Фондот учествува со два представника во работната група и даваме комплетна поддршка. На работите меѓувреме направивме почетни разговори како треба да се организира иднината, чекајќи го извештајот. Јас немам пристап до тој извештај на конечен на Министерството. Да, беше јавно објавено дека комисијата странска заедно со домашните експерти утврдиле непотребна операција во 9 случаи. Сега се ветуваше првично јавно објавување на тој извештај, сега се рече нема објавување. Беше најавено дека извештајот ќе оди на затворена седница на влада, нема информација дека поминал. Извештајот не е стигнал. Беше на влада, да. Добро. Меѓутоа немам пристап што е дискутирано бидејќи затворена седница. Следниот чекор би требало да оди во јавно обвинителство. Значи граѓаните да бидат комплетно уверени дека сме посветени постување на клучни показатели за квалитет. Околу вашиве, да речам, ингеренции досега како директор на Фондот за здравствено осигурување. Вие самиот зборувавте за постоење на индикација за тоа дека од одредени јавно здравствени установи имало целно упатување само кон една приватна болница и дека тоа според вас било евидентно. Прво, дали се направи нешто во однос на тоа за таа пракса да престане? И второ, буџетите и на двете болници кои што ги прават овие кардиохируршки и васкуларни интервенции останаа исти, не се чепнати. Да, во основа ние бидејќи на крај прашање и како се трошат јавните пари, дали рационално се трошат јавните пари. Ние го зголемивме обемот на контроли. Едно од работите исто што сум горд во фондот е сузбивањето на криминалот и корупцијата во фондот и во здравството. Значи го зголемивме бројот на контроли, имаме над 7000 контроли во 2025. Редовно годишно ги контролираме сите големи корисници на средства на фондот и имаме казни. Баш сега во постапка казна од 20.000 евра за еден приватен провайдер на услуги. Направивме многу во зголемување на видливоста на проблемите со матичните гинеколози, каде што има подрачја со најмногу представки од страна на граѓаните осигурениците. Ја отворивме темата на злоупотреби во боледувања, што се случуваат каде што целиот здравствен систем е инволвиран на еден или на друг начин. Што не значи дека нема мито и нема корупција. Да, еве да ви кажам дека на Комисијата за боледување во Букурешт им доделивме обезбедување, бидејќи го испративме нашето обезбедување од дирекција кај нив, бидејќи се под постојана закана од граѓани кога не издават боледување. Мала дигресија, колку пари годишно одат на боледување? Севкупно 100 милиони евра. 100 милиони евра. Тоа е поголем дел породилните, меѓутоа имате, тоа е само врвот на брегот на сантата лед. Мас, затоа што во основа најмногу од боледувањата се кратки боледувања кои се на сметка на работодавачите. Прашањето е и во кардиохирургија ќе се воспостават, меѓутоа да одиме кон коренот на проблемите. Ако дозволиш, на еден друг пример ќе дадам како една
добра идеја завршува во злоупотреби. Добрата идеја е решавање на проблемот со недостаток на специјализанти. Тогашната влада одлучува да дозволи приватни специјализации. Со надеж дека тоа ќе го реши недостатокот на специјализанти. 2018. После 8 години сме во фаза која гледаме дека тоа не само што не го реши недостатокот на специјализанти, туку доведе до овозможување многу злоупотреби. Например? Еве ќе тргнам, во овој период има над 300 специјализации по стоматологија. После известно време факултетите сваќаат дека тоа е добар начин за генерирање на приходи. За овие над 300 специјализации, двата факултети имаат инкасирано 1,5 милион евра од средства од приватните специјализанти. Меѓутоа, после известно време, некои, не сите, матични стоматолози сватиле дека ако запишат специјализација, ќе платат 5.000 евра за специјализација, меѓутоа ќе добијат 13.000 евра надомест, кој не е законски уреден, за време на нивните студии, бидејќи постои обврска за плаќање на нивната работа, но истовремено може да продолжат да работат во ординацијата во која се. Значи, и 5.000 се приватни пари, а 13 се државни, да. Се државни. Значи нето добивка по специјализант е 8.000 евра. Понатаму креираме специјализации што не ни се потребни. Значи имаме уредба за јавно здравство, каде што е предвидено колку лекари ни треба на 1000 на 10.000 граѓани. И во моментот имаме многу повеќе специјалисти по протетика и по-на хирургија колку што се потребни. Расте притискот врз јавната мрежа и во 2019 владата донесува одлука да го укине максимумот на лиценци и дел од тие специјализанти се ставени на това на фондот, на јавното здравство, иако нема потреба спрема истата таа уредба. Сега, кога имате повеќе специјализанти од колку што треба, например имате повеќе орални хирурзи во едно место од колку што треба, кои добиваат околу 150.000 денари месечно за нивната работа, треба да имате некои услуги што ќе ги дадете за тие средства и се јавува лажни услуги, доаѓам до кардио хирургија, се јавува лажни услуги, непостоечки услуги, и при контроли граѓани дознаваат дека имате заботено вилица, имат направено ваков или таков запад. Ово го кажувам, значи, постојат, да кажам, одливање од фондот на ниво на непотребни специјализации, кои не се уопште потребни, гледајќи од јавен интерес. Ама ова не се случиле. Сега кај кардиохирургијата беа обратни ситуациите, таму сепак се отварал граден кош, а не потребно се отварал. Значи да го почекаме да се објави. Или јас да го видам извештот. Морам да кажам дека најголем дел од мерките во кардиохирургија не се наменети за таа цел. Значи тоа што зборев со колегите од Австрија и од Србија, најголемиот фокус е правење на операции таму каде што нема потреба да се прави операција, ама не затоа што биле здрави, туку затоа што биле во терминална фаза. Значи вие имате фаза во која може да му се помогне на пациентот и имате фаза во која веќе таа интервенција нема да му донесе добробит на... Да разбрав дека има живи си се луѓето. Отпосле дознава дека им е правена операција. Меѓутоа, сакам да ти укажам дека главниот предизвик на здравствените системи е дека со скапи интервенции се лекуваат терминални пациенти. Требаше да се објективизира процесот на одлучување за тоа дали некој треба да оди на кардиохируршки или васкуларно или не. И мислам дека тоа требаше да се направи и беше поврзано со спојувањето на двете клиники, тоа што го спомнавте. Меѓутоа има примери во Европа, така да ќе се работи на применување на тие индикатори на квалитет и на Но треба ли тој случај да се реши? Бидејќи страшно звучи ако е отворен граден кош непотребно. Ако нешто ова влада и засените власти покажа, дека се посветени на расчистување на криминалот и корупцијата. Значи, го имаме случајот на онкологија, каде што обвинителството има комплетна поддршка од
здравствените власти, вклучувајќи го фондот, пошто најголем дел од податоците доаѓаат од здравствените власти од фондот. Имаме еден уопсен директор од сегашната власт на клиниката за гериатрија, од ова власт. Имаме повеќе апсења за мито во Прилеп, Битола, настрада на 20 членови на комисии. Јас многу често говорам за злоупотребите. Некои од тие работи баат структурни промени, доаѓање до коренот на проблемот. А коренот на проблемот е што моментално има 3 кардиохирурги, а националната уредба за здравствена мрежа рекла дека на Македонија треба 2 кардиохирурги. Кога имате повеќе даватели на услуги, тоа што имате потреба, може да се случат вакви проблеми. Затоа го дадов и примерот со стоматологија. Добро. Тука завршуваме. Одите од Жешко на уште по-жешко столче. Јас ви посакувам успех заради јавниот интерес, интересот на граѓаните да имаат квалитетни и навремени здравствени услуги. Благодарам што бевте дел од 360. Благодарам и целосно сме посветени да го постигнеме тоа. Почитувани, тука завршува ова сезона на 360 степени на МРТ1. Здравје, ќе се видиме од есен до крај на оваа емисија. Одгледајте и саботажата. Ви посакувам убаво и мирно лето. Пријатно. Локалните власти никако да го почувствуваат респектот кој што го креираат во јавност. Може би тоа лично не го осетиле, па затоа имаат впечаток дека освен за обкружувањето во реалниот свет на политиката за државата, тие имаат само символична и декоративна улога. Преголемо значење има да дадете и важност кога ја да сум градоначалник на Република. Не знам дали ги знаеш ингеренци на градоначалникот и на советникот. Не те шиша никој, брат. Но не е така. Само што се моќната градоначалничка на неготина објавила фотографии како качена на покрив, прави увид на неговата реконструкција. Тие вознемирени од незиниот алпинистички потфат и загрижени за незиното здравје и сигурност, веднаш презеле превентивни мерки. Иако градоначалничката не е овде, од наше име еден мал подарок ќе оставам кај координатор на советничка група да ја проследи градоначалникот. Градоначалникот му е потребен на граѓаните, градоначалникот ни е потребен на нас, советниците, ние се грижиме за нејзината безбедност. И не само тоа, туку свесни за сериозноста на моментот, советниците се интересираат за иднината на општината во несакан случај на дејство на силите на гравитацијата. Но тоа изгледа е врвна енигма, за чиј одговор сепак е потребна државничка мудрост. Би сакал да прашам дали има заменик градоначалник и кој е, ако има, во случај на ваше отсуство, кој ја врши таа функција. Благодарам. Градоначалничка повели? По основ на ова прашање ќе добиете писмен одговор во рок од 8 дена. Може би се работи за строго доверлива тајна, може би за желба моќта да си остане сконцентрирана од и локалните шефови по природа се патолошки и суетни. Па ако некој само се дрзне да им префали дека во нивниот двор нешто не чини, тие веднаш, во малски стил, со прст покажуваат кон комшиите. Имавме прилика се на некој настан додиме да направам споредба со, иако еве се може ќе ме свати дека е политицизам ова, не знам како да ме нарече, со Струмица. Пајче земја нема кај нас во Кривогашта ни онamo отколку во Струмица што има улици. И Прилеп не го чита. Оние пак што малку попрошетале, го користат чаламот за споредба, ама не со толку ниско ниво, па за да ги оправдаат сопствените пехови, онака у пролазу, само ги информираат со граѓаните дека нивните маки и соништа се всушност идентични со оние на жителите на Тексас. Видите, во Соединети Американски држави, во Хјустон, 8 милиони, нема фекална канализација секаде, а не во Куманово. И на крајот, може би не е се толку црно, ако Куманово за утека го има Хјустон,
какви трауми и комплекси има пусти Пекинг. Па и ние не сме така мали и небитни. Кога Република Кина, Народна Република Кина, има нас 20 пати подстуваме, брат, зависти. Некои држави може да имаат и да градат влијание, ама кавадарци покажува карактер. Малата Кина може да почека. На големите општини не им се брза.